Благодарам професоре Мурговски, почитуван министер Спасовски, почитуван директоре Тасевски, почитувани представници на јавното обвинителство, на судството, на Министерството за внатрешни работи и на другите државни органи, почитувани колеги професори, драги студенти, со особено задоволство во името на професорите и на студентите ви посакувам добре дојде на Факултетот за безбедност. Денес ќе разговараме на една многу значајна тема како што се криминалистичките истраги и можностите кои што ни стојат на располагање или подобро да речам потребата повеќе да соработуваме. Факултетот за безбедност со години наназад е партнер на институциите, се разбира пред се на Министерството за внатрешни работи. Организиравме во изминатите години бројни настани со кои што го дадовме нашиот придонес, ако ништо друго ги собравме на иста маса луѓето кои што треба да комуницираат, треба да соработуваат за да наоѓаат проблеми за предизвиците со кои што се соочуваат. Сега, после 4-5 години се враќаме повторно во оваа сала. Оваа сала во 2017 година беше сала која што најчесто се вртеше на екраните кај нас, затоа што тука почнаа разговорите за реформата во безбедносниот сектор. Тука се произнесе идејата за формирање на Агенцијата за национална безбедност, сетот на закони кои што ја покриваат таа област. И навистина ми е задоволство што токму овде ќе продолжиме да дискутираме на стручни теми, за кои што денес имаме врвни професионалци, сите говорници, но и сите вие присутни носите богато искуство. Се надевам дека ќе можеме на крајот да констатираме дека барем малку сме напредувале во идејата да ги прошириме можностите за соработка за да изградиме систем во кој што нема да има сериозни пречки. А проблеми и предизвици има, тоа е евидентно. Понекогаш тие се суштински. Понекогаш до толку ги предизвикуваат и законите, и постапките, и практиката, да не можеме да ја завршиме работата до крај. И ние во високото образование се соочуваме со соодветни проблеми, меѓутоа сигурно и во Министерството за внатрешни, и во јавното обвинителство, и во судовите сте свесни дека проблемите се наше секојдневие, на кое што мора посериозно да работиме, мора поотворено да разговараме, за да ги наоѓаме решенијата. Министерот спомена токму најзначајниот сегмент е кога ќе ги слушаме од долу нагоре. Јас верувам дека полициските службеници и јавните обвинители имаат соработка која што често е и субјективна, меѓутоа се свесни и за пречките и предизвиците со кои што се соочуваат. Токму затоа е добро отворено да разговараме. Интеграциите за мене представуваат токму тоа да се интегрираме прво ние во нашето општество, да се познаваме, да можеме да направиме пресек на пречките, на проблемите, на предизвиците со кои што се соочуваме, да понудиме поразличен пристап за да бидеме порелевантни партнери во меѓународната заедница. Пред нас се бројни предизвици. Кога наскоро ќе ги започнеме преговорите во суштина со Европската унија, ќе мора ваквите прашања да ги надминуваме на дневна основа. Едноставно живееме во време во кое што особено во овој сектор, во оваа сфера, не можеме да застанеме ниту една недела, а не пак повеќе период подолг и потоа да мислиме дека можеме да продолжиме да работиме без да има последици по редовното работење. Едноставно, светот се дигитализира, светот се менува, практиките се менуваат. Мора да бидеме свесни дека проблемите се сегде. Ги има и во законите и треба да бараме соодветни решенија. Но ги има и во човечкиот фактор. Понекогаш недостигот на обука, недостигот на знаење, недостигот на квалитет во пристапот на извршувањето треба да бидат прашања што ќе ни предизвикаат размислувања да вложиме повеќе во обуката на вработените, во обуката на луѓето, да им овозможиме подобри услови за работа во кои што ќе можат да го дадат максимумот. Мора да размислуваме и за интегритетот на поединецот, за интегритетот и на професијата, за интегритетот на целата служба во кој што тој работи и да ги градиме добрите политики на интегритет. Ви благодарам на сите што одговоривте позитивно на поканата. Јас се надевам дека ќе слушнеме конкретни, прецизни, јасни предлози од кои што заклучоците ќе бидат квалитетни и се надевам дека навистина ќе можеме да започнеме еден поинаков процес на меѓусебна соработка. На крајот дозволете ми да го истакнам задоволството затоа што и јас денес се чувствувам како гостин овде, како ретко кога. Им честитам на колегите од катедрата за криминалистички науки за предлогот и за иницијативата и за се што направија за денес да имаме успешен настан. Посакувам така да се чувствувате овде на факултетот. Ви благодарам.